јануари 2009 година второ пријавениот дошол во ресторанот на оштетениот и му побарал 2 милиони денари за возраст да му биде обезбедена гаранција за заштита од кривично гонење. По ова оштетениот бил повикан во полициската станица во Кичево на службен разговор, при што му била побарана документација во врска со работењето на неговата фирма, која од негова страна била доставена. По околу 2 недели, второ пријавениот повторно од оштетениот побарал да им исплати 1 милион денари, наместо претходно побараната повисока сума, а за возраст од страна на полициската станица во Кичево да не му биде поднесена кривична пријава по сите основи на сомнението. Откако и ова барање од страна на оштетениот му било одбиено, со него остварил контакт и трето пријавениот, близок пријател на командирот, кој во својство на посредник, односно помагач, ги договарал средбите помеѓу двајцата полициски службеници и оштетени. Воедно, истиот посредувал и при договарање на времето и местото, односно една облошавалница во Кичево, каде што оштетениот ги предал парите во износ од 16.000 евра на една од вработените. По ова вработената го известила раководителот на надворешната канцеларија за криминалистички работи, што контактирал со таксист од Кичево со барање истиот парите да ги предаде во менувачница во Кичево, со напомена до вработениот дека тој ќе дојде да ги подигне парите во денарска противвредност за предадените 16.000 евра, што всушност и се случи вчера поплат. При извршениот претрес на менувачницата пронајдени се дел од претходно технички обработените пари, односно сума од околу 9.000 евра. Раководителот на надворешната канцеларија за криминалистички работи пак е затекнат во друга менувачница во Кичево, каде се обидел да замени 123.000 денари за евра, додека пак при личен претрес во облеката му се пронајдени уште 194.000 денари. При извршен претрес во домот на командирот на Кичевската полиција пронајдени се и парични средства во износ од 557.000 денари. Пријавените лица од страна на специјалните единици беа приведени во полициската станица во Кичево, пошто истите заради натамошна постапка беа задржани во полициската станица Гази Баба во Скопје, пошто ќе бидат и предадени на истражен суд. Во спречувањето на било какви инциденти, вчера попладне во Кичево присуствуваше и директорот за јавна безбедност, кој лично со своите соработници ја координираше целата активност.